Здраво на сите, ја гледате и ја слушате подкаст епизодата на Алетеа. Тука со мене денес е Драган Даскаловски, специјален едукатор и рехабилитатор. Здраво, Драган. Здраво. Ми е драго што си тука денеска со мене и што ќе можеме да разговараме на интересни теми. Да, ти благодарам и тебе за поканата и се радувам што ќе се позборуваме малку. Накратко да ни кажеш нешто за себе. Значи, како што кажав, ти си специјален едукатор и рехабилитатор и работиш во Центарот за рана стимулација, Рана интервенција, и реедукација на психомоторика училница Даскаловски. Так. Да, и сум татко. Да, тоа е многу важно. Да, така. Да, татко на 1,5 годишно девојче. Токму тоа ми беше поводот за да те повикам во оваа наша епизода, затоа што сакав да разговарам со татко. Прво од таа перспектива, а потоа и од перспектива на специјален едукатор и рехабилитатор. Сакам да говориме за важноста и улогата на таткото во растењето и воспитанието на децата денес во денешното општество, во денешното семејство и во денешниот контекст во кој што сите ние живееме. Не е спорно дека улогата на таткото е значајна подеднакво важна како и улогата на мајката. Тоа што историски се случувале некои работи и се наметнало да мајката биде таа која што е посветена повеќе и повеќе време поминува со децата е заради случувањата, не заради желбата или заради интересот на татковците, а најмалку пак заради љубовта која што делува како да не ја чувствувале кон децата и како да не се грижеле. Така се наметнале работите и дошло до некој систем кај што мајката останува дома, таткото е тој кој што обезбедува се на страна за семејството што е потребно за екзистенција, и тоа трае така со години. Сега веќе се наоѓаме во еден нов циклус кај што татковците стануваат свесни за сопствените реакции, за сопственото влијание врз развојот на децата. Се повеќе истражувања има на таа тема и тие истражувања потврдуваат дека таткото е клучен за сите аспекти. Сега таму потенцираат академските вештини, социјалните вештини, самостојноста, меѓутоа тоа што јас го гледам со години и што сега веќе го доживувам е дека секој момент е важен. Зошто едно нешто да издвоиме, зошто е толку значајна улогата на таткото во овој контекст? Биолошки ние сме различни, мажите и жените. Жените носат една предиспозиција, мажите носат друга предиспозиција. Тоа што јас досега, да речеме, го имам заклучено е дека инстинктот кај мајката, прво врската е различна на мајката со детето, затоа што таа е и биолошка врска, не дека со таткото не е, меѓутоа тие 9 месеци се нешто. Токму и за тоа сакав да позборуваме, нели, кога се случува тој момент на поврзување на таткото со новороденото бебе. Ама ајде сега една по една. Едно по едно да почнеме. Значи, таа врска со мајката која што детето ја има почнува пред да почне врската да се гради помеѓу таткото и детето. Но тоа не значи дека дека таткото не може да почне да ја гради врската, затоа што гласот на мајката, тоа е и суштината уствари зошто мајката се поврзува со детето и како детето го претпознава гласот на мајката. Гласот на мајката се пренесува преку ребетниот столб до утробата, каде што детето го слуша гласот на мајката. Се што е на страна од утробата, а не гласот на мајката, не може да го исперцепира. Меѓутоа, ако таткото дојде до стомакот и пее песнички, нели, ќе се запознае со нешто. Кога веќе слухот ќе биде развиен кај Сега говориме за тие 9 месеци додека се уште бебето не е надвор во светот, така. Меѓутоа, таа близина, покажување на љубов и сето тоа почнува да се случува од моментот од како детето ќе се роди. Претходно различно. Имам слушано од некои татковци велат, јас не можам, нели, да ја почувствувам таа поврзаност кога ќе се роди бебето. Кога се случува таа поврзаност? Дали е тоа процес? Нели, генерално мајките велат, нели, штом ќе се роди бебето, некако сето тоа продолжува после тие 9 месеци, таа поврзаност продолжува да се гради. Но таткото како да треба да постави некои нови темели на таа врска. Дали продолжува да се гради или тоа е од почеток циклус некој, затоа што друго е кога го замислуваме, друго е кога ќе го видиме и кога го држиме во раце. Не мислам дека и мајките од старт ја доживуваат, значи љубовта која се доживува во моментот е нешто што е
многу поразлично и појако од тоа што претходно сме го доживеале. Ама тоа не значи дека тоа е врвот на љубовта кој што ние ќе го имаме кон тие деца. Јасно. Значи таа љубов тогаш почнува, тоа е нулата. А натака се надоградува, ќе се надоградува преку искуства, преку ситуации, преку споделување на емоции, секојдневните функционирање и сето тоа. Таткото ќе почне да се поврзува со детето тогаш кога ќе почне да учествува во секојдневието на детето. Така. Значи, сега веќе препораките се дека штом се роди бебето, не само мајката треба да го стави детето на новороденчето на гради. Исто така и таткото. Тука се случува поврзувањето. Кога го милувате, кога му зборувате, кога му пеете песни, кога го ако е време за хранење да го нахраните. Тие се ситуациите кои што прават да таткото почнува да го запознава детето. Сето дека стоиме од страна и гледаме, и тоа е генерално така во комуникацијата со сите луѓе. Ако ние ако не се запознаеме, не можеме ни да знаеме какви ни се размислувањата, ниту па да изградиме некаква врска, така? Сето дека не сме присутни во секојдневието на детето, не можеме ништо да направиме. Значи, нели, почнува целиот тој пат, целиот тој процес на растење на малото бебенце. Се повеќе, нели, сме сведоци дека има мажи кои што се вклучуваат во оние основни грижи, потреби на детето, да се промени пелена, да се нахрани, нели, и да се прошета, да се заспие. Да. Порано, нели, сето тоа било ставено на жената, но како што рековме, заради целиот тој општествен контекст. Јас може имав среќа, па се тоа го научив пред да ми се роди керката, затоа што со децата на работа имаше ситуации во кои што мораше да интервенираме, нели, дали ќе биде тоа памперс, дали треба да вежбаме јадење, па си ги извежбав тие работи пред време и некако тоа ми дојде многу спонтано и природно. За некој кој што не го правил тоа претходно, нормално е да биде новина и нормално е да биде повнимателен и по предпазлив. Меѓутоа тоа не се само мажите, односно татковците, тоа се исто и мајките. Тука е повеќе желбата или ограничувањата кои што се пренесувани од генерации на генерации. Дали таткото треба да го прави тоа и дали само на мајката треба да остане тоа, пак ќе кажам, мислам дека претходните векови случувањата кои што биле тогаш актуелни си направиле своја промена која што се пренесува од колено на колено, генерација на генерација. Системот во кој што ние можеби малку сме фатиле да живееме претходно кога беше Југославија, си имаше сосема различни принципи на воспитување на деца. Ова сега е нешто ново, ни се даде многу големо право да можеме да бираме, да можеме да одлучуваме сами за децата. Каква е ситуацијата кај нас? Мислам, на светско ниво дефинитивно сме свесни дека тука сме некаде. Дали кај нас татковците се проактивно вклучени во животот на децата? Од тоа што јас го гледам, да. Инаку, не би се сложил со ова дека сме на светско ниво некаде блиску, затоа што мислам не во негативен контекст. Да. Тоа што се случува по светот, за нас светот е Америка. Да, дефинитивно западната култура. Да. Ама пак е Америка, ние не ги гледаме од Шведска, не е ископиран само школскиот систем, се обидуваме, меѓутоа не е тоа нешто дека сме земале култура нивна или принципи нивни, повеќе е Америка, тоа што американците го приложуваат, ние го земаме како наше свое и го практикуваме веднаш. Тоа што последно се случува таму е слободата да секој се чувствува така како што сака. Нели, што јас реално не мислам дека е ние не сме зрели за такво нешто, прво, а второ, не мислам дека тоа е биолошкиот тек на развојот на личноста. Последната случка која што ја дознав од блиски луѓе е дека мајка тужи дете затоа што ветеринарот не сакал да го прими на преглед, а детето се чувствувало како мачка. Да речеме, тоа кај нас не е стигнато и добро е што не е стигнато, да, дефинитивно. Зборувам за овие не толку екстремни, нели, прифаќања на таа добро, не толку екстремни е и сите трендови родителски кои што ги следиме. Таму има 20 трендови кои се вашите размислувања за трендовите во родителувањето? Тие што се актуелни во моментов, мислам дека голем дел од нив нема да опстанат уште долго. Зошто?
Затоа што прво не се засновани на наука, туку се засновани на потребите на родителите и на емоциите и се градени врз основа на емоции. Не се градени врз основа на системите за развој на за правилен детски развој Епа, тука сакам да и теориите. пак нели да се навратам на тоа на татковците. Имам чувство дека во некои од тие современи нели начини на родителување кои што ние жените особено сакаме да ги наметнеме затоа што некако природно нам ни доаѓаат. Дали мажите можат да се пронајдат во тоа и што е за нив најздравиот, најдобриот начин на родителување кој што треба да го имаат затоа што нели сепак сме различни, имаме различни перспективи. Не можам да генерализирам, јас можам за тоа да зборувам од лично искуство, не можам да зборувам за сите татковци. Добро, да. Можам да зборувам за татковците кои што ги познавам и за најголем дел од нив можам да кажам дека се многу вклучени во и присутни во развојот на детето. Тоа што го забележувам е дека дисциплината како вештина децата претежно ја освојуваат од машка фигура. Во однос на снаодливоста, секојдневните вештини, во однос на завршувањето грижа за себе, нега, лична хигиена, тоа е дел кој што мајката претежно го пренесува. Иако, ако таткото се вклучи, многу брзо ќе ги постави рутините во тој дел. Ама пак не би можел да ги делам работите на машки и на женски, затоа што сметам дека генерално ние сите исто функционираме. Так. Тоа што може мајката да го пренесе на детето, може и таткото и обратно, освен нели сега ситни работи кои што се разликуваат во однос на полот и некои вештини кои што зависат од полот на родителот, меѓутоа не е тоа нешто што е, да речеме, има мажи кои што плетат. Да. Така може тоа да го пренесат на децата. Има жени кои што се разбираат во механика и кои што поправат автомобили. Може тоа да го пренесат на децата. Познат е тој феномен на одсутен татко. Емотивно, ментално одсутен татко. Значи се може да биде нели во ред, да ги извршува тие рутински работи, да носи пари во семејството, но нели да недостасува еден голем дел кој што понатаму нели сите овие некои истражувања велат дека се рефлектира во подоцнежниот период кога децата ќе станат возрасни. Ова е веќе психологија. Не знам дали е феноменот само одсутен татко или одсутни родители. Добро. Колку поголем замав зима технологијата напред, се поголем дел од нас возрастните сме одсутни. Едно влегување дома, мислиме дека е одмор ако седнеме на телефон и ако скроламе. Тоа не е присутен родител, тоа е одсутен родител. Мислиме дека се одмараме, но не се одмараме затоа што мислам дека сите сме свесни за тој момент како можеме да се исклучиме, да бидеме тука, да бидеме исклучени. Точно. Па колку сме присутни во тој момент? Колку пати детето треба да викне тато, тато, тато или мамо, 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 за да одговориме на тоа? И колку пати ние несвесно загледани во тоа, внесени, време почекај малку. Нели, каков ефект има тоа врз детето? Ние му го даваме моделот на детето. Така, ако јас тебе ти кажам, почекај кога јас гледам на телефон, истото и ти на мене ќе ми го направиш кога ќе пораснеш. Многу едноставно. Тоа со одсутен татко, емотивно одсутни татковци или и мајки родители, реално убаво кажа, значи не мораме тоа да зависи до личноста на родителот. Тоа не зависи, не е некој општествен феномен, не е епидемија, значи тоа повеќе зависи од искуството на родителите, нивниот развој, како нивните родители нив ги третирале и сето тоа ќе се одразува понатака. Затоа се почесто слушам и следам дека се зборува за освестување на траумите од детството. Сад не како трауми дека кузне што сме доживеале, ама тие ситници кои што може би влијаеле на формирање на нашиот карактер и на нашата личност. Што тоа би промениле за да можеме да излеземе во пресрет на детето, затоа што ние секако мораме да се менуваме. Ние не можеме да го копираме стилот на родителство на нашите родители, затоа што тие живееле во друго време, ние живееме во сосема различно време. Мора да се адаптираме на сето тоа. Ама не смееме да дозволиме да ја преминеме границата. А за да не ја преминеме границата, мора да бидеме свесни за нашите постапки. Секој збор има влијание врз детето.
и поглед, значи да се издишиш, било каква реакција, детето може да се загледа во очи Да. и да предпостави што се случува. Ама ние ако не предпоставиме како тоа во тој момент се случува, таа травмата продолжува понатака. Но вака изгледа дека навистина имаме преголема одговорност како родители, нели? Што и да направиме, дури можеби е момент на некаква наша слабост или немање контрола на нашите емоции, на нашиот стрес, тоа ќе остави трага врз детето, нели? Ние вака. Значи прво треба да бидеме на чисто дека никогаш не можеме да бидеме совршени родители, затоа што не зависи се од нас. Друго, треба да се ги простиме грешките. Трето, треба да внимаваме да не направиме големи штети. Еден психијатар кој што многу често го слушавме на факултет и учевме книги од него, кажуваше дека нема родител кој што не си го уништил детето на еден или на друг начин. Значи, тоа е така. Свесно или несвесно, ние ќе направиме нешто кое што на детето ќе остави некаков белег и ќе се одрази понатака. Не значи дека таа ситуација негативна може да се одрази лошо. Децата земаат позитивен или негативен пример. Во семејство кај што таткото е алкохоличар, едното дете може да биде алкохоличар, другото може да биде доктор и да работи на лечење на алкохолизам. Ме разбирате? Да. Секој различно го перцепира тоа. Поентата на родителот е да може да си го запознае детето како ги доживува работите и да може да го извербализира сето тоа. Најголемите травми се случуваат затоа што не се зборувани. Ако вие не го споделите тоа и оставите таа емоција да тлее, нема понатака ништо. Кога говориме за стекнување на почит од страна на детето, интересно ми беа интересни оние 8 точки, принципи всушност кои што ги имаше споделено на твојот Инстаграм профил, па ако можеш сега да ги споделиш со нашите слушатели. Тоа се 4 од 8 до сега објавени, уште 4 треба да се објават. Можат гледачите и слушателите да проверат на мојот Инстаграм профил, односно на профилот на училница и да ги следат. Тоа е дел од принципите кои што ние ги користиме во работата со децата. Прво, да речеме, висината на тонот не значи дека авторитетот е појак ако е погласен тонот. Друго, не секогаш секој однесување заслужува да биде и искарано или извербализирано. Понекогаш доволно е тишината дава многу повеќе поголем одговор и позначаен одговор отколку зборовите. Многу е важно кога разговараме со децата да бидеме на нивно ниво. Затоа што секогаш кога сме одозгора и ги гледаме одозгора, ние се поставуваме во доминантна позиција. Ако веќе се трудиме да имаме авторитетен пристап, мора да бидеме на исто ниво. Тоа значи да клекнеме на нивно ниво и да се гледаме во Погледот очи. во очи секогаш треба да биде на висина. Се додека децата вака ги гледаат родителите, не може тоа да биде да има доверба. Значи тука може да има страв, може да има стравопочит, меѓутоа не може да има доверба. Тоа не значи дека во спонтаните ситуации треба постојано ние да чучнуваме доле за да не се разбереме погрешно, меѓутоа во клучните моменти кај што треба да се поразговара сериозно, мора да се спуштиме доле или да го ставиме детето на столче за да бидеме на иста висина. Не знам, третата или четвртиот принцип беше на некој начин јас го сватев како игнорирање. Да, стратешко игнорирање. Дали е тоа манипулација? Во однос на децата? Да. Па не би можел да го сватам како манипулација, затоа што реално во принципите на АБА, Applied Behavioral Analysis, однесувањето кое што не е прифатливо, не треба да му даваме до значење. Така. Ме разбирате? Имам забележано дека нели кога нешто ни пречи кај детето и нели се повеќе го адресираме, му кажуваме да не го прави, тоа уште повеќе го прави, да. Значи овој механизам е во ред да се не е така манипулација, можеби е во позадина нели манипулација, затоа што ние свесно го правиме тоа и знаеме кои ќе бидат бенефитите од сето тоа и тоа не значи дека ние ја загрозуваме љубовта или односот кон детето, едноставно даваме до знаење дека таквото однесување нас не ни го привлекува вниманието. Мора да биде плански. Затоа е стратегија е тоа. Нели на тој начин можеме прво даваме до знаење на детето дека тоа однесување не може да влијае на нас. Од една страна, од друга страна, со тоа што одговараме на позитивното однесување, даваме до знаење што е тоа што нас може да не го привлече вниманието и како ние може да ја продлабочиме таа релација и комуникација.
Ете, одлични совети. Се надевам дека некако ќе ги примениме во нашето секојдневие, затоа што навистина се кратки, јасни и применливи. Извини, Приска Едноставни. спомна дека одговорноста за родителството е многу голема. Јас мислам дека не сме ни свесни каква одговорност имаме во однос на децата, без оглед на тоа дали се нашите биолошки деца или се други деца. Мојата работа е со деца и секојдневно бара потполна свесност, одговорност. И јас знам дека со моите постапки можам да влијам на било кого, односно влијам секако на било кого, без оглед на тоа дали е дете или е возрасен. Во секој од нас има по едно дете и ако така се гледаме, многу полесно ќе ги надминуваме работите. А инаку одговорноста, без оглед дали има деца или не личноста, многу е важно да имаме сочувство кон децата и да се обидеме да комуницираме и да покажеме позитивен пример. Затоа што има ситуации во кои што, да речеме, на некого не му е денот, нели? Ама обично децата ги учиме дома да поздравуваат возрастни, да поздравуваат врсници, нели се тоа. И се излегуваме од зградата и кажува добар ден детето и некој не одговара на тоа. Кој лаже тука? Така, искаже дека родителот лаже. Зошто? Затоа што го учиш детето да биде културно, да ги почитува останатите, а од друга страна, примерот кој што ќе го види е сосема спротивно од тоа што го Сум била во такви ситуации, ми било непријатно и сум знаела како само сум го оправдала другиот човек, викам, добро, не те слушна или што може би е погрешно на некој начин. Не можам јас да кажам што е погрешно, што е правилно. Јас и сите правиме грешки. Веројатно тоа зависи од околностите во кои што се наоѓаме, ама ако се извербализира сето тоа и ако се прераскаже убаво на детето, мислам дека ќе има разбирање, односно да го научиме како да има разбирање за другите, а да не го менува тоа неговиот начин, култура, дисциплина и сето тоа. Ајде за семејството да проговориме како целина. Што според тебе, односно како според тебе изгледа едно добро, здраво, функционално семејство во денешниот свет? Искрено мислам дека нема. Затоа што со ова темпо идеален на живот... некаков пример, не знам, кон кој што треба да се стремиме. Ако е идеално, ќе биде досадно. Значи, со ова темпо на живот и со овој притисок кој што сите ние го чувствуваме постојано, мислам дека прво нема среќни луѓе, реално, ако гледаме, или и можеби ги има, меѓутоа се во многу помал број за разлика од претходно. Секој од нас носи некоја бреме, или својот камен си го тркала. Идеално, како идеално, сега мислам дека е да се сите задоволни, да се сечи лични потреби задоволени, колективните потреби да се задоволени, да нема трауми, да нема стрес континуиран, токсичен, и тоа е тоа што и нели да се чувствуваат сите убаво во домот. Горе доле со ситниците ќе се справуваме сите, меѓутоа генерално да нема некои посериозни ситуации кои што може да го нарушат здравото ткиво на како на пример појава на зависност кај некој, на пример во семејството, ете, таткото да кажеме, сега морам да го адресирам. Има доста нели семејства каде што нели има зависност, има и мајки кои што можеби психички не се во ред. Тоа уште не ни е јасно, мислам дека не се сите грешки на татковците. Туку има и мајки кои што реално можеби не знам. Значи не знам кои биле причините за сето тоа, меѓутоа не се соодветен пример. Ниту за нивните деца, ниту па за околината. И тоа пак ќе кажам, тоа не зависи дали е мајка или татко, тоа зависи од личноста на човекот и можеби зависи од траумите од детството, можеби е поттикнато од моментални некои случувања, не е дека, мислам, не е ова обвинување. Не, јас не сакам да звучи како обвинување, туку само сакав да споменам дека нели постојат такви семејства каде што нели зависноста е присутна без разлика нели кај кој родител. Но тоа е веќе, знаеш како имаме ние, ама има работи кои што ние не ги знаеме и за нас се тие непознати и не знаеме дека можеме да ги менуваме кај себе. Исто е и со тие луѓе.
Значи, живеат во една средина, тоа е начинот на кој што функционира, тоа е за нив познато, тоа е нивната зона на комфорт и тоа е тоа. Ајде сега да се префрлиме на значењето на раниот детски развој. Нели порано имаше некои кампањи, се сеќавам пред 10 години, првите 3, првите 5 се најважни. Зошто? А, вака, пораѓањето, детето се раѓа со милиарда неврони. Пораѓањето, секој поглед, звуци, допир, сето тоа е нова градење на нова врска, комуникацијата помеѓу невроните. Колку повеќе искуства има во првата година, толку повеќе врски ќе се изградат во мозокот. Меѓутоа, на крајот од првата година, односно на полна една година, доаѓа до кинење на врските кои што се непотребни. Да речеме, детето слушнало песнички на германски јазик, слушнало песнички на српски јазик по 3 пати. Таа врска почнала да се гради. Ама понатака не ја слушала, значи по 2-3 пати ја слушала. Таа врска ќе се скине. После се што ќе иде германски и српски ќе биде малку потешко за учење. Првата година е основата која што ние ја поставуваме. Затоа вежбите и препораките се детето да го носите во различна позиција, да ги види работите од различни аспекти, од различен нагол, да го лулате малку, да го шетате, да му зборувате постојано мајчиниот јазик. Тоа е основата и тоа е суштината на развојот. Кога ќе се скинат врските понатака, секој следен чекор и секоја следна возраст е малку потешка за учење на нови работи. Да речеме дека детето на 6-месечна возраст е ставено пред екрани. Тука нема акомодација на око. Гледа само право, слуша звуци, гледа, значи таа е перцепцијата. Немаме тактилна перцепција, проприоцепторите не се развиваат, затоа што нема движење, нема ништо тоа. Што може да очекуваме ние од тоа? Можеме да очекуваме да научи да чита, да има добра основа за да научи да чита за понатака, не дека ќе научи на 6 месеци, ама на 3 години многу често се случува. Да научи песнички, да научи англиски јазик, да научи форми, да научи броеви, да знае да брои до, не знам колку, да кажува беззначајни факти, да користи фрази кои што ги научило таму. Се тоа е нефункционално. Затоа што немало интеракција. Се што ќе научи детето, ако го применува во комуникација со родителите, со децата, со блиските, тогаш е функционално и така треба да биде. Затоа е важна таа прва година, односно првите 3 години. 80% од врските во мозокот се до третата година. Тоа не значи дека до 5, но до 5 се намалува процентот. Значи првата година доаѓа до кинење на врските, после тоа 80%, 60% и така натака. Меѓутоа, тоа не значи дека тоа е границата и дека ние до тука треба ќе направиме се што можеме да направиме и понатака нема да имаме шанса за нешто. Не. Човекот расте до 25-та година. Значи до 25-та година ние имаме шанса да ги поставиме основите за беспрекорно самостојно функционирање. Што е тоа? Тоа се извршните функции. Да можете да резонирате самокритичност, да процените ризик, да можете да искреирате план, да можете да одговорно да постапите во одредена ситуација, да можете да изанализирате туѓи однесување, емоциите на другите да ги разберете, сопствените да ги разберете, самоанализа да си направите и така натака. Значи, тоа е врвот на развојот на личност. Зошто толку, мислам, на кој начин мајките и татковците можат да придонесат за да стимулираат овој ран детски развој? Што се треба да направиме додека децата се од раѓање до 3 до 5 година за да го стимулираме нивното мозоче, нивниот развој? Еве веќе ги спомнав некои од активностите кои што ние ги препишуваме за да се стимулира развојот кај детето. Генерално треба да се сведува се на движење. Значи, децата сами го носат они, сами покажуваат што треба да се работи со нив. Штом почнува да ги пушташ дланките и да пробува да фати нешто, значи дека е време за да играте со играчките со тропалките. Штом почнува да се крева или да се врти, значи дека дошло време за самото дете ни кажува всушност. Да, развојот си тече уредно. Значи, може би некаде ќе има отстапувања, некој има деца кои што нема да лази, ќе прооди. Меѓутоа, тоа не значи дека вие вежбите не можете да ги правите или дека не можете да го стимулирате на било кој начин. Кога лази детето, лази и родителот. Кога детето гуга и родителот. Ме разбирате, кога бабла и родителот. На тој начин ние покажуваме дека го одобруваме тоа однесување.
И така ќе го привлечеме после за да може да бидеме модел. А дали во предучилишните установи доволно се работи на ова поле? Не знам. Или Да треба знам, нема да кажам. дополнително да се работи нели дома, за да А, се надополни сето она што е пропуштано? вака, ако земеме едно општо гледиште, одите во училиште, меѓутоа дома мора да доучите. Така, одите на курс за странски јазици, ма дома мора да доучите. Одите во градинка, таму имаат активности 45 минути, саат, зависи која градинка е, прилагодени на детските стандарди за развој, ме дома мора да се доработи. Не можеме така. Сега, работата кај децата е игра. Значи, додека да тргнат во училиште, односно не, до 7 година е игра. Ние малку избрзавме со тргнувањето на децата во училиште на 5 и 9 месеци или 6 годишна возраст. На децата им недостасува игра. Уште не се они тука поставени основите како што треба, за да они можат да влезат во конкретни операции. Не значи дека нели штом го пуштаме детето во градинка дека тоа е тоа, дека ние не треба ништо со него да правиме. Знаете, јас што практикувам со децата, како за да ги разберам и за да можам соодветно да постапам, да се ставам на нивно место. За ситуација реална за мене. Тоа обично го кажам на родителите кога дискутираме дали сите играчки треба да бидат на располагање или не треба да бидат на располагање. Тоа зависи од детето, меѓутоа генерално ставете се во ситуација дека влегувате во продавница за чевли, каде што има 1000 пара чевли. Вас ќе ви треба еден ден за да можете да одлучите. Можете вие на брзинка, меѓутоа да го одберете тоа што го сакате, нема да биде баш така едноставно. Сите ги сакате да ги видите. Исто и со децата. Исто и со децата. Една трпеза поставете, така за слава или за некоја прослава, поставете трпеза да од се сакате да пробате. Нема да одедно само да земете. Заради тоа треба да бидат редуцирани играчките. Ова е принцип, мислам, начинот на кој што јас се ставам на местото на децата или да речеме како се чувствува детето во одредена ситуација. Многу техники сме поминале ние со децата за да можеме да поставиме соодветен авторитет, да имаат доверба во нас, за да може да полесно да ги учиме. Ако детето се плаши од нас, нема напредок. Значи, цел време ќе биде во грч. Ако има доверба, знае дека тоа што јас ќе го предложам дека е во негов интерес. Ајде да позборуваме за феноменот на се почесто појавување на задоцнет говор кај дечињата. Слушаме нели родители кои што велат дека моето дете до 2 години уште не зборува, кажува по неколку зборчиња. Зошто е тоа така? Нели сите сме свесни и знаеме, нели се зборува дека екраните имаат одредено влијание. Кој е твојот став и твоето размислување во врска со ова? Се почесто, претходно се веруваше дека генетиката е таа која што одлучува за развојот на личноста. Се почесто истражувањата покажуваат дека подеднакво важни и значени се и генетиката и средината. Ако детето носи предиспозиција за нешто и таа предиспозиција дојде во контакт со секундарен инпут, може да се појави симптоматологијата. Меѓутоа, ако не ја носи предиспозицијата, има деца кои што 6 часа може пред телевизор да поминат, уста не затвараат. Така, значи, затоа треба да се биде внимателен. Треба свесно да наблюдуваме како тоа реагира, како детето реагира на екраните. И реално, дали е доволно, односно треба да бидеме свесни кога е премногу. Значи, повеќе од 40 минути во текот на денот епизоди, тоа е веќе запоставено дете. 3 часа пред екрани, 4 часа пред екрани, 6 часа пред екрани. Има такви случаи? Има, да. За жал. Да. Има, и тоа не е само дома кога се. Значи, тоа може да е... Свесни сме сите забележуваме. Секаде каде што има деца и каде што децата се тивки, значи дека така не треба да биде. А појавата на аутизам? Тоа се должи исто, значи и на генетски фактори, и на средински фактори, меѓутоа и диагностичките критериуми веќе се менуваат. Можеби тоа си има свое влијание, иако мојот впечаток е дека често се прават и грешки. Затоа што немаме диференцијална диагноза, концизна, точна, кратка, за да можеме да разграничиме дали
симптоматологијата која што ја покажува детето е резултат на такво нарушување или е резултат на срединските фактори. Ако се срединските фактори во игра и ако тие се тригерот за оваа симптоматологија, тој третман оди малку побрзо за разлика од другиот. Претпоставувам дали доколку се промени тој средински, нели тоа срединско влијание, дека ќе се види некаква разлика. Па првиот показател е ако се исклучат екраните, во првите 2 недели веќе имаме промена во однесувањето. Во вашата пракса И- тоа го Често. применувате, значи кој е вашето правило за дечињата? Нема екрани. Така. Било какви видови нека. Да, нека и сите, Мгм. да, било што од екрани, не само телефон и телевизија, меѓутоа кога се обидуваме да го да ја зголемиме свесноста на детето за околината, за само себе, тогаш не смееме да вклучуваме фактори кои што може негативно да влијат. Како родителите го прифаќаат ова? Па јас се надвам лесно. Не, тоа е Може би тежок како и секоја процес. промена, претпоставувам дека прво Промената е таа која што е оде тешка, тешко, меѓутоа, да, првите денови се тешки можеби, меѓутоа кога ќе се забележат промените во однесувањето, многу полесно е понатака. Затоа што се гледа ефектите какви се. Посебно програмите кои што ги прават за да го влечат вниманието на децата. Токму тука и јас секогаш велам, тоа време нека се исполни со читање, нека родителите нека земат да им читаат на дечињата. Сметам дека тоа ќе има толку позитивен бенефит, нели, за нивниот развој, за нивниот говор, да седнат да поразговараат малку со нив, да, нели, да ги научат некои нови зборчиња, да читањето размислуваат. дефинитивно се потврди дека е една од најдобрите вештини и стимулира скоро па совршенство. Меѓутоа и досадата некогаш знае да биде стимулативна за децата. До која мера да се остави детето да му биде досадно, да не навлезе тоа па во некои други води, што би рекла. До мера да не премине во мрзеливост. Така. Значи, се будно треба да се следи. Ние можеме да го оставиме, може да каже детето досадно ми е и се до тоа, и ние да го поттикнеме се до тоа, ама ако му е досадно затоа што нема телефон, тогаш нека потрае досадата. Додека да стигне нека креативна идеја и да се случи нешто, некаква промена. Ако е се тоа поврзано со користењето на екраните, тогаш нема значење. Во вашиот центар што поточно ева работите, со какви дечиња, на кој начин им пристапувате, кои методи ги користите? Ние сме тим од дефектолози и од логопеди. Генерално сме сконцентрирани на раната интервенција, меѓутоа доаѓаат и деца на поголема возраст. Зависно од развојната проценка која што ја правиме, ги поставуваме целите одредниците кои што треба да се достигнат. Тие одредници ги поставуваме за период од 6 месеци или година, зависно од бројот на вештини кои што треба да ги усвојуваме. Користиме протокол креиран според искуството наше и според детските стандарди и теориите за развој, меѓутоа е индивидуализиран. За секој дете се поставуваат различни цели, пристапот кон детето е различен, ние практикуваме како терапевти да се минуваме, да не гради детето симбиоза со само еден терапевт, туку да се учи на различни пристапи, за да стекнува искуство и за да може понатака комуникацијата, интеракцијата со околината да биде многу полесна. На Инстаграм може да ве пронајдат на профилот Училница. Училница.даскаловски. Така, имате и нели веб страница? Да, Училница.даскаловски. веб страницата ни е daskalovski.com. Уште е во изработка, меѓутоа е веќе активна. Така. Од вашата пракса, кој е најчестиот проблем кај просечното семејство родители? Со кој што се соочуваат со своите деца? Во однос на развојот кај децата? Па да. Најчест проблем. Сега како проблем не можам да го кажам, ама грижата е говорот. Најчесто е говорот. Може да биде и однесувањето, ама еве, ако треба да направам некоја хиерархија, говори.
Ево уште еднаш, мислам, претпоставувам дека имаат слушнато нашите гледачи и слушатели, но кога е моментот кога нели родителот треба да алармира дека говорот не оди во оној развој во кој што треба да оди? А, Која тие месеци, всушност години, кога треба да реагира? Знаете како, тоа не мора да значи дека ако детето нема или нема развиено говор, дека само тогаш е критично. Детето може да го развива говорот, меѓутоа тој говор може да биде нефункционален. Ако користи фрази од екрани, ако користи најчесто се тоа научени фрази, ако модулацијата на гласот не е соодветна и не е природна, звучи како карактер од родител, од Цртан цртан филм. филм, да, од нешто, од било што, ако покажува интерес за лексички способности на помала возраст, тоа хиперлексијата исто може да биде голем проблем. Исто како дислексијата, ако не се третира на времено. И интересот кон тие кон учење на тие факти или да речеме се што е поврзано со читање, регистарски таблички, логоа, така. Добро, и сега за крај повторно сакам да се вратам на улогата на таткото нели во семејството, затоа што тоа ми беше нели целата поидовна точка на нашиот разговор. Практични совети за таткото на кој начин може квалитетно да придонесе за развојот на своето дете? А, да поминува време насаму со детето и да будно да го следи однесувањето на детето и да се прилагодува. Значи тоа е прво и основно, според мене, затоа што во спротивно нема да можеме да одговориме на потребите на детето. Тоа не значи дека треба да допуштаме ние сега како детето ќе не води ние така да играме, меѓутоа кога сме насамо со детето, тоа е веќе градење на релација и на комуникација. Мора нешто да правите, или да зборувате, или ќе се шетате и ќе се држите за рака, или ќе пеете песнички, или ќе правите нешто заедничко. Не мора родителот било кој, значи ниту мајката, ниту таткото да излегува од таа зона на комфор во која што е во моментот и да учи не знам какви вештини или да подготвува не знам какви активности. Доволно е само природен пристап да имаат, ама и да се обидат да пристапат на детето. Многу од родителите не знаат и често прашуваат, па што да му зборувам кога оно не зборува. Тоа не значи дека не треба да му зборувате на детето. Не може да го развие јазикот ако не му зборуваме на детето. Ако не го слушаме, нормално е да не го да не успева да ги совлада говорните вештини. Вклучувањето на детето во секојдневните активности, без оглед дали се тоа вештини за самостојност, дали се тоа вештини за лична хигиена, за грижа за себе, заштита или подготовка на храна, во се тоа е доволно да се вклучува детето. Плюс играта, тоа мислам дека е сосема солиден ден на родител со дете. Ти благодарам многу за овој разговор. Се гледаме во некоја наредна прилика. Ти благодарам и тебе за поканата.